До сега овој момент кога што гледате од сите страни, од преку Вардар и новој дел од Вардар доаѓаат луѓе, донираат од сите градови од села, се воодушевив, затоа што се покажа дека македонскиот народ е стварно премногу хуман. Тоа им се благодарам се срце. И овие работи кои што гледаат денеска ќе бидат испратени или со едно или со две камиони за Турска. Значи не очекувавте ваков одзив до сега? Не очекував од толку народ да донира, толку што сме оставиле добар почеток и према турците во Турска и нашиот народ што е во Македонија. До сега само добивме помош од граѓаните на нашата држава на Македонија, од мокните функционери, пратеници, политичари, за жал, никој до сега не дошол да не посети. Тоа ми е малку чудно. Се надам дека имаат време, имаат можности да покажат малце хуманост. До сабота сме тука, нека дојдат, нека не прашаат што ни треба, тоа што некои деца смрзнуваат тука, ги молиме фирмите, тие донираат без да размислат. Тоа е големо благослов, големо хуманитарно, ама ја пак би сакал да кажам дека мокните луѓе, политичарите, пратениците нека дојдат тука, нека видат како се помага хуманитарно, како се служуваат, да се помогне без обзир на вера, нација, да се помогне. Нека дојдат тие барем, ако не може да донираат нешто, барем нека дојдат едно картонче, нека понапунат, нека испадат некоја семејство се израдува. Кои ќе бидат вашите чекори понатаму? Моите чекори се да не престанам со хуманитарноста, затоа што еден телефон денес, тој ден кој ми се јавија понеделник дека се случило овој земјата, студентите од Балкан универзитет со ми се јавија, ми даде голема храброст да помогнам, оставив работа, оставив све, да помогнам тука. Фала Богу и народот на Македонија ми помогна. Мислам дека ваквите чекори ќе бидат повеќе хуманитарни, не дај Боже да не бидат вакви катастрофални, да помагаме за поплави, за земјотреси, за пожари. Не би сакал тоа да помогнам, но човештво е тоа. Секој сака да помогне, ако дојде до тој дереже, ние ќе помогнеме пак. Кој е вашиот апел до граѓаните и до оние што сакаат да донираат? Мој апел пак ќе кажам, да се помага, да што денес како се случило кај нив може да биде и кај нас. Во секој момент, во сега моментот видевте ви пред некој ден на телевизија, на живо имаш изјава, тој ден му се слушува зрада пред него, пред камера. На тоа што викам, секој момент човек треба да помага, да знае дека сите сме гости на овој свет. Ние сме повеќе 25-26 часа веќе тука, без престан, 24 сати има екипа дежурна. Одзивот е преголем, повеќе од очекуваното, кои веќе се најавуваат од други градови, други села, низ цела Македонија, уште комбини и камиони кои веќе се тргнати за Скопје со помош. Што собравте до сега? Значи пред се највеќе се собираат кебиња, јакни, капи за деца, облека, кондури, чизми и вода. Да, до кога планирате да останете тука? До сабота сме тука, после од сабота се отварат и други пунктови, Веро Джамбо, Рамстор, Сити Мол во различни локации низ цело Скопје и низ цела Македонија.